Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер и добро дојдовте во Гласот на народот, почитувани, како што најавив на социјалните мрежи. Мојот и ваш соговорник е професор доктор Трајко Слаевски, председател на Советот на град Скопје. Ќе му посакам добро вечер и добро дојде. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Наистина, предизвик ми е пред многу години, тука реализиравме една емисија, една прекрасна емисија, ме носат тие спомени. Професоре, имаме доста голема гледаност, се надам и вечерва, со оглед знаете да дадете вистински одговори и знаете да го држите вниманието на гледачот до последната минута. Добро, тоа врзува, ќе се потрудам. Темата ја дефинирав со оглед дека Македонија е во вистински банкрот со вакви владени политики и прашува народот, а јас само го пренесувам ставот на народот, бидејќи истин нивни порпарол. Има ли излез од владиниот банкрот, професоре? Вака, за банкрот јас би се согласил со формулацијата дека има банкрот на институциите. Тоа е дури и потешко. Некоја земја може да се соочи, и ние сме били во таква ситуација во минатото, да не можете навреме да ги плаќате обврските заради една или друга работа кон кредиторите, но се излегува од тоа. А банкротот на институциите, што ни се случи нас во последниве 4-5 години, тешко ќе се исправи, треба една посветена влада, треба многу напори, треба многу знаење и вистински луѓе на вистинско место. Колку претенциозно го слушам ставот на актуелната власт преку нивните представници во законодавниот дом, кој вели ние сме подготвени и таме работиме максимално да го освоиме и наредниот мандат 2004-2008. 2024 така. 28. Да, добро мора нешто да зборуваат и да го храбрат, како да кажам, разочараното гласачко тело, она што им остана. Се се тоа празни фрази, многу е јасно е расположението на граѓаните на Република Македонија, не помогна сите популистички мерки во минатото, не помогна драматичното зголемување на јавниот долг, нели, што го предизвика и ја задолжија земјата како никогаш досега. Се разбира, нема да помогне и тоа што е за сопствената публика, сопственото гласачко тело. Дури јас се согласувам некој од раководството, да не менувам на нашата партија ВМРО ДПМН, кажа дека тие ќе имат проблем и со составување на листите на за пратеници, затоа што знаат дека над или под третото место онаму каде што ќе го освојат нема шанса и тие луѓе не ќе сакат да се изложат на она што, да речеме, ситуација наследство од ова владење во изминативе 6-7 години. Затоа е страв да се оди на избори? Па се чека дедлайн последниот ден? Најверојатно. Видите, успешни влади секаде настојуваат да го искористат моментумот кога е во нивна корист. Ние видовме дека во ниту еден случај избори нема одговара на Социјалдемократскиот сојуз, па ќе очекаат крајниот момент. Професоре, вие сте доктор по економски науки. Ќе има и такви теми, меѓутоа за актуелната политика, ви сте член на извршниот комитет на големата политичка партија, опозициона партија, ВМРО ДПМН, еден голем советник и стратег во секој случај за економските политики во партијата, претпоставувам и во комисијата, да не сте председател на комисијата за економски или во партијата? Работиме на, мислам, предводев тим за подготовка на програмата со која што настапивме на изборите 2020 година, а и сега сме во завршните подготовки на изборната програма за изборите што престојат. Така што, мислам, ова, сега благодарам на комплиментот, но знаете, јас имам значително искуство и на теоретски и на практичен план.
Знам од некаде дека вие добро зборувате англиски, има една, ќе ја преведеме на македонски за вашите гледачи, изрека дека нема замена за искуството. Секако. И треба да се следат успешни. Тя била мојата девиза во животот, следи го успешниот, подобриот, посилниот, и по богатиот, да речем, ако ги следиш, секој ќе бидеш успешен. Ако им противиш, губиш такси. Од причина што нашите политичари, не сакам да звучам моделот на поддршката на политичка партија, посебно ВМРО или кој да речем, моделот на опозициониот блок, но секој новинар треба да биде критизер на власт за доброто на народот. И мајчи фактор дека скатадневно пристигнуваат пораки, прашани за вечерашната емисија, со оглед дека им преку глава. Народот бара промени, народот бара воздух, бидејќи се гуши во овој смог политички кој го создава во акторирана власт. Дали сте сигурен дека ќе го успеете да го победите СДСМ ДОИ? Ама тие се веќе победени, мислам, тие се на колена. Сега прашањето е ни она што го бараме од граѓаните, како ВМРО ДПМН, да ни дадат максималната поддршка да можеме да формираме влада без никакви уценувања од страна. И ултиматуми. И ултиматуми се разбира, затоа што тоа на некој начин придонесе таму кај што почнавме, да се разорат до максимум, речиси, сите институции, не остана нешто здраво ткиво и тоа ќе треба да се санира во одреден временски период. Дали еднаш за секојаш мора да прекине таа зла крв, зла код, да речам, омраза и наед? Реков и јас повеќе пати упатам порака до гледачите, до граѓаните, дека за спас на државата мора да се заборави собственото его, омразата, кодешењето, клеветите, за да се ослободат државата да се врати повторно на народот. Видите, во името на партијата ВМРО ДПМН, вториот дел е Демократска партија за македонско национално единство. И ние секогаш, и јас лично, настојуваме да го истакнеме тој факт, колку и другата страна, мислам сега главниот ривал на политичката сцена во македонскиот блок, а тоа е Социјалдемократскиот сојуз, колку и да се труделе да не оддалечат од тоа единство. Причините не ги знаем. Мислам, вака не сакам ни да шпекулирам, но не е далеко од вистината да се каже дека заради лукративни цели, причини, заради служба во нечии туги интереси, тие се секогаш на страната на раздинување на македонското ткиво. Тука, за жал, само да завршам со вас, тука за жал не помогна на институцијата председател на Република Македонија. Јас пред неколку години на една трибина на која што учествуваше и господин Пендаровски, да го спомнеме сега, посочив дека таа поларизација во општеството е дури негов домен. Доменот на председателот е и безбедноста во државата. Поларизацијата, зборам за пред 3-4 години, која што и тогаш беше висока, а сега е до максимум таа раздинетост на македонското ткиво, е по самата природа безбедносно прашање и треба биде грижа на председателот на Република Македонија, но ево, тоа е и негов неуспех. Според вас, како треба да биде ликот на еден председател, политички да речем? Видите, председателот на Република Македонија има значителни надлежности, но тие се прилично, како да кажам, ограничени ево во областа на одбраната, безбедноста, надворешната политика, која што некојаш може да биде узурпирана од владата или од министерството или од некој лично и персонално министер за надворешни работи. Се разбира, треба да биде личност со интегритет, личност која што има и политичко искуство. Јас, ако мене ме прашате, мислам дека партиите, поголемите партии, секогаш треба да имаат свој изграден кандидат, лик. Тој или таа треба да има поминато повеќе изборни циклуси, помага доколку имаат искуство во вршење на извршни, да речем, функции, затоа што тоа е еден вид на тест. Оние кои што ги поминале сите тие сцили и харибди, сите премрежија, сите обвинувања кои што во најголем дел се злонамерни
излегле со чист образ, излегле без ниедна дамка во кариерата, било да е она професионалната или политичката, ги исполнуваат условите да бидат кандидирани за председател на државата, а се разбира, најважното, го оставив за на крај, е да се патриоти и да се во служба на интересот на граѓаните на Република Македонија, прво на државата Република Македонија, а потоа и на своите граѓани. Професоре, се наметна прашањето и покрај што ми во мојот распоред на прашања, ВМРО ДПМН е политичка партија која на еден најдемократски начин го избира својот представник, дали на локална власт, дали на централна власт и председателски кандидат. ВМРО ДПМН излезе со информација дека се подготвуваат листи, да се опива пулсот на народот, рейтингот на поединците. Дали Трекославски се наоѓа на таа листа? Видите, тоа мерењето на рейтингот преку анкети е само дополнителен критериум, предпоставувам, на луѓето кои што се на врвот во раководството на партиите, кои што имаат и најголема одговорност и во профилирањето на кандидатите и во нивното, да речам, номинирање, подоцна поддршка, водење на кампањата и слично. Сега го спомнавте моето име, јас немам некои информации, затоа што тоа го имаат само, да речем, луѓето од Центарот за комуникации кои што ги спредуваат тие мерења на јавното мислење. Од она што беше искажано јавно е дека има една широка листа на луѓе докажани, кои што, да речем, заслужуваат да бидат на некој начин номинирани за вршење на највисоки функции. Вака да не бидам нескромен, мислам дека при тие мерења користено и моето име. Нешто дополнително не знам. Најверојатно, и тоа е, како да кажам, можеби една понова информација, и тоа е сосема природно, листата на потенцијални кандидати е стесната и време е, но на оние на кои што се мери. Знаете, на конвенцијата, која што ќе се одржи во јануари, се надевам, може да се кандидира секој, да речем, член на партијата ВМРО ДПМН со еден дополнителен услов да има обезбедено поддршка од најмалку 30 делегати на Конгресот, односно делегати на не Конгресот, туку на конвенцијата. Дали се гледате во тој тесен круг? Не би можел сега да кажам. Морам да спомнам дека моето политичко искуство е повеќе во оние стручни работи, стручни функции во екзекутивата, односно на извршни функции, но ево да оставиме да покаже времето. Само да ви спомнам, мислам, јас и покрај тоа што сум, како да кажем, универзитетски професор со работно искуство во струката од близу 40 години, сум и по својата природа сме и индивидуалци, нели? Понекогаш знаеме да одиме и наспроти струјата, да го искажуваме своето мислење, кога другите се повеќе, да речам, конформисти. Но кога станува збор за интересите на партијата, на државата, на градот, прифаќаме предизвици кои што, да речам, биле оценка на раководството на партијата. Таков беше случајот и со моето кандидирање за носител на избирачката листа за Советот на град Скопје. До последен момент мислам не го знаев тоа. Во единица? Во која? За Скопје зборувам. За Скопје зборувам. А претходно, сега ако се вратиме на оние други времиња, јас во 2 наврати сум бил на парламентарни избори, носител на листа за пратеници во изборната единица 2, тука, нели, тука е мој терен, во 2006 и во 2008 година, и сме постигнувале врвни резултати. Ево, например, само да подсетам на моје огромно задоволство, во 2008 година, на изборите,
Социјалдемократскиот сојуз, односно коалицијата, така наречена Сонце, што тие предводеа, ги срамнивме со земја. Резултатот беше 11 пратеници за ВМРО-ДПМН, 4 за коалицијата Сонце или Социјалдемократскиот сојуз, останатите 5 до 20 беа на албанските партии. Дали сте суетен по природа? Па секој е помалку суетен. Мислам, ако видите, не би се рекло суетен, но ние сме така формирани и веројатно и развојот, професијата оди кон тоа, не можеме да поднесеме глупост, не можеме да поднесеме дволичност, нели? Не се воздржуваме на тоа да укажеме понекогаш. Не можеме да на некој начин трпиме лажни величини, лажни авторитети. Лажни патриотизми? Вклучително и тоа. Мислам, вклучително и тоа. Кога велам лажни големини кои што така некој знаат да се прикаже, се наметнат, тоа е Јас ги нарекам комерцијални патриоти. Шуплина, нели, која што е само форма, нема никаква содржина. И сум имал прилика, нели, некојаш во корист на сопствената штета, во разобличување на тие лажни големини, штетејќи го јавниот интерес, отварајќи некому очи за штетните последици што може да настанат, да, како да кажам, трошите енергија, може би понекогаш треба повеќе човек да штеди енергијата. Се плашите од конкуренција? Не, сега видите, мене главна професија ми е таа на економски факултет Скопје. Видите, според закон за високо образование, било кој да е, менувани се во мојата кариера, почнувајќи од 84 година, кога бев избран за соработник, асистент, до сега сум бил на повеќе избори. Знаете, по закон на секои 3 години, на секои 5 години подоцна и така натаму, се распишува конкурс и може да се пријави било кој. За моје, како да кажам, изненадување, досега никој не ми се пријавил како конкурент. Ниту за асистент, ниту за помлад асистент, ниту за доцент, ниту за вороден професор или редовен професор. Мислам дека тоа ми недостасува, знаете, кога сте немале спаринг партнер, а во политиката конкуренција се разбира имало. И нема што, мислам, знаете што, не бегам од прашањето, прашавте дали некој се плаши од конкуренција. Ние правиме со она што сме, со она што е позади нас, максимум се во служба на државата на јавниот интерес. Ја ви благодарам за овие прашања и одговори што ми дадовте, бидејќи тоа е наистина веднаш си ви ги постави во континуитет, што е еден вид тест и за вас и за гледачите и верувам и за јавноста која ја следат оваа емисија. Во контекст на тоа ми дадовте за право да парафразираме на еден брифинг, нема да ми замери председателот Пендаровски, кој навистина јас ја почитувам институција председател, и тоа ми е со големо почитување с кој да видечи со оглед дека треба да биде вистински татко на нацијата, некој пежоративно го дефинират. Но во ситуација која ќе рече, пазите, јас го поврзам со лидерот во пензија, или како да речам, Зоран Заев, кој не го удостои на денот на инаугурацијата, позејќи се од тетрациклот, што е навистина даун. Значи, според моето познавање и во политиката и во новинарството, не видов во светот примие така да едноставно не го испочитува председател на државата. А друга ситуација, на тој брифинг, господин Пендаровски вака вели, нема да ми замери, јас само сакам да спомнам, дволичноста политичката медна у СДСМ, никош нема да го заборавам, или во двојката ми изгорија. Токму тие што цело време не го испочитува, а се борев за нив. Дали господин Пендаровски би требало да очекува таква поддршка од такви политички субјекти кои не го испочитуваат за денот на инаугурацијата и второ кои го горат на време на изборна кампања, тоа беше у двојка, претпоставам, така збореше. Да. И доживеа дебакал. И уште едно, трето е мој колега беше Дмитровски, кој вели Слободане, сигурен сум дека СДСМ-овците ќе му ја вадат изјавата која вели јас сакам само еден мандат.
повеќе не ми треба. Сметате дека господин Пендаровски сепак ќе се појави на таа трка за председател на СДСМ? Очекувајќи ли гласовите од ДУИ? Видите, повеќе од очигледно дека ево веќе не знам колку 6-7 месеци еден друг кандидат од Социјалдемократскиот сојуз кој што врши висока функција, министерот за внатрешни работи, интензивно води кампања. Вака невообичаено министер за внатрешни работи да се појавува на каков било настан, а се знае која е, да речем, надлежноста, одговорностите на министер за внатрешни работи. Сега, ако вие се вративте назад за тоа, на некој начин, непочитување при инаугурацијата, не е случајно дека, можеби, Социјалдемократскиот сојуз не смета повеќе на поддршка на господин Пендаровски. Како тој ќе одлучи, мислам на господин Пендаровски, дали некој е крило, дали некој дел, затоа што се тие длабоко фрагментирани, како што е, мислам, Социјалдемократскиот сојуз, поделени, ќе го поддржи, ќе му вети поддршката да трча повторно на следните председателски избори, тоа останува да видиме. Ви спомнав дека дефинитивно има големи анимозитет према ВМРО-ДПМН од странски служби, од странски фактори и сака да направат еден раскол во политичката амбиент, со оглед дека им пречи на политичка партија со национален призвук или национална партија, што е во секој случај дозволено и природно. Секоја држава си има национална партија која се мисли за не само што има, туку во имаме Германија, нашите позрелите, постарите демократии има крајно десно ориентирани партии. Републиканците, американците се крајно десно профилирани. Крајно и за Европа. И за Европа. Крајно десно ориентирани, нели, партии. Па не знам, господине Томич, дали вака да го споделам вашето мислење дека до толку е ситуацијата да ВМРО-ДПМН им пречи. Тие си имаат своја агенда, нели, своја агенда за регионот. Република Македонија се најде, нели, жртва да трпи постојано притисоци во спорот што Грција го имаше со нашето уставно име. И не ево сега Бугарија. Во тој период, нели, беше јасно дека ВМРО-ДПМН како ево национална партија е таа која што го штити интересот на Република Македонија, националниот интерес, и во тој период најверојатно пречеше, затоа тие применија најразлични методи на притисок, фреквентно доаѓање на нивни високи представници, поддршка на Социјалдемократскиот Што не во светот таква ситуација. И сега, нели, со овој спор што го имаме со Република Бугарија, нашиот источен сосед, и постоеше опасност или така започна работата да се повтори она политика што имаа спрема партијата за време, нели, на подготовките за подпишување или гласање во собранието на Преспанскиот договор, негова ратификација, но мислам дека веќе се им е јасно. И затоа ретирира, не исполнуваат уставни измени. И тоа може вака јавноста го види, а јас знам интерно од однесување или искажување на нашите врвни функционери од раководството кои што имаат чести средби со представници од европските држави, дека кога ќе им се објасни нашиот став, нашата позиција, нашите интереси, кога ќе им се објасни дека тоа што, нели, нашиот источен сосед го бара, речеме, негирање целосно на идентитетот, историјата, јазикот е толку апсурдно што најверојатно разбираат и нема таков притисок веќе одамна. Евидентно е, во секој случај нема тој притисок, таа артилерија што ја нарекуваат големи булдужери доаѓа. Евидентно е, затоа што, немајте, ние сме близко со вас, ако сакате малку да бидам персонален, личен, со генерациите таму 59-60 година родени. Нашите родители, мојот родител бил почнате роден 1930 година, 30 година и пред 44 година и така натаму.
Јас сум растел со мојот дедо роден 1900 година. Имам тетка која што е родена 1935 или 37, не се сеќавам, подлабока старосно, многу е витална. Ние од нив знаеме дека никогаш, ама никогаш тие себе си не се сметале за бугари, за бугари и пред Втората светска војна. И сега, нека дојде некој мене да ми каже дека мојот родител, мојот дедо до 1944 година биле нешто различно од македонци. Нема добро да помине. Да. Само едно прашање. Вие сте председател на Советот на град Скопје. Да. Каква е ситуација таму? Со гледам дека ја немате тој фидбек, да речем, со градоначалничката. Сложена, вака да употребаме една фраза, многу сложена, се должи на некои законски недоречености, нешто што нашиот закон, кој што законот за локална самоуправа, кој што е донесен пред 20 на години, и најверојатно ќе треба да се размислува за промена на изборниот модел. Имено имаме состојба во која што во Совет на град Скопје, откако госпоѓата Арсовска се откажа од поддршката на оние кои што ја донесоа, нели, како градоначалник, се откажа од мнозинството. Имаме ситуација кога Арсовска има во наводници мнозинство од само 6 советници од 45 и има апсолутна моќ над администрацијата на град Скопје. Апсолутна власт. Такво нешто не може да се случи, да речеме, на централно ниво. Замислете, еден пратеник да изгуби владеачката коалиција, во тој случај паѓа владата. А овдека, иако имаме таква ситуација, но изгледа како градоначалникот Арсовска да не е свесна за тоа и го злоупотребува, затоа не и поминуваат предлози, одлуки и така натаму. Поминува само она кое што советниците од било која опција да се, од било која коалиција, политичка партија, националност и така натаму. А знаете дека Скопје е сложена средина, вака, од политичка изборна гледна точка, политиката е фрагментирана. Велам, добиваат поддршка оние одлуки кои што се, или предлози кои што се во интерес на граѓаните. И сега да не стане тоа тема на овој разговор, но јавноста гледа, е добро информирана, целосно непочитување на Советот, никаква соработка со председател на Совет. Ево, денес имавме седница на Совет по барање на градоначалникот Арсовска, ние баравме повеќе од сат и половина да дојде на седницата, да образложи. Се појави, беше, и ако ги погледнете насловите на медиумите, имаше прилично медиумски интерес денеска, затоа што се расправаше за субвенции за јавното сообраќајно предпријатие Скопје, по не знам кој пат во текот на ова година. Личните доходи немат добивено. Таква е информацијата од кај нив, дека немат пари за исплата на плати, дека немат пари за плаќање на ратите од овој заем од претходно. Голем број на советници поставуваат прашања. Добро, вие во неколку наврати и редовно добивате такви субвенции, поддршка од джепот на граѓаните, тоа се буџетски средства од Совет на град Скопје, односно од буџетот на град Скопје. И велам, насловите на медиумите, оно што ја следи седницата е дека Арсовска предизвика хаос, наместо да се вклучи во расправата, да дообјасни зошто се потребни тие субвенции, на некој начин да придобие некој глас повеќе на оние скептични дискусии од низа советници кои што укажуваа на недомаќинско работење во јавното сообраќајно предпријатие. Та имаше политички настап со поградни зборови за советниците, посебно тие што ја на некој начин предложи со кој што ја раскина соработката многу одамна. Не е убаво. Така што ние настојуваме, ево, јас се трудам и мислам дека успевам во тоа. Советот работи непречено. Ова беше 9-та ворена, сме одржале 37 редовни седници. Секогаш во просек има по 2 седници во текот на месецот. Функционираме.
дури во услови на такво самоволие на градоначалникот Арсовска, она што е по закон право на членовите на Совет, тоа е надоместок, кој што треба месечно да се исплаќа, не го исплаќа веќе 7 месеци. Нема никакво објаснување. Има веќе поднесено некои тужби индивидуални од советници, затоа што тоа е законско право. Сега може да мисли кој како сака, но тоа е законско право. Со тоа што ќе се трудиме, нели, ќе се трудиме работата некако да тече, да не застане. Ево денес се конечно по долга дискусија, сепак се издвоија средства, нели, се ставиат на располагање 110 милиони денари, тоа се нешто помалку од 2 милиони евра. Па ево да видиме како дали ќе се подобрат состојбите во јавното сообраќајно предпријатие и дали граѓаните ќе Што е главна артерија во секој случај за градот. Видете сега, мислам, таков гешефт сега кога кажувате дека не признавате нешто од својот претходник, дека имате сосема нова концепција за јавниот превоз во градот, дури и ветувате бесплатен јавен превоз после првата година и така натаму. После 2 години од мандатот, а помина точно 2 години, повторно да го реактуализирате проектот за брз БТР, да, за БТР, што беше проект на Шилегов, за кој што во интерес на вистината да кажеме, тоа е финансирано од ЕБРД со 70 милиони евра. Тие се сушто замрзнати. На кој што тие стојат. Тие се резервирани, а за таа резервација ние плаќаме редовно камата. Значи не се реализира проектот. Да, тоа се средства штета на повторна штета на Македонија на народот. Меѓутоа хаос, уште само одно прашање од градската политика, народот страда, плаќа колатерална штета. Има ли шанса да се најде нека медијација, некако да се нормализираат односите? Јас сум тука скептик сум посебно во поденешната седница. Арсовска се појави после 6 месеци не беше стапната во салата за состаноци на Совет на град Скопје. И покрај тоа што имаше закажано седници за советнички прашања на кои што не доаѓаше, и наместо настап за помирување, таа до толку ги, како да кажам, урива сите мостови, што тешко може нешто да се случи во таа насока, но велам, Советот продолжува да функционира. Во тежните околности. Јас и овој пат ќе упатам порака да госпоѓата Данела да се појави во гласот на народот, ние да бидеме медијација и да успоставиме линк со оглед дека наистина 1 милион апроксимативен народ од градот Скопје, бидејќи тоа е главната суштина. Половина од Македонија е сконцентрирана во Скопје и сите патишта водат во Скопје. Уште еднаш, госпоѓа Арсовска, повелете во гласот на народот и слушајте во гласот на народот. Морам да бидам искрен со поглед дека предизвик ми е што сте мој соговорник, професор по економски науки. Пак ќе го спомнам председателот Пендаровски, кој во време на почетокот пред најавената бура со Украина, тоа беше во една прилика, дали беше некој голем окршај меѓу него и Заев и така, ајде да шпекулираме, и излезе, вели, јас знаев за хаосот што се чека со меѓу Украина и Русија, и требаше државата да се организира околу обезбедување на струја, газ и сето на, ние повторно колатерална штета, ради, викат познавачите на приликите на аналитичарите од лукративна природа, да се шичари нешто, се народски ќе кажам, во кијамет на штета на народот. Дали вака треба да се работи, професоре? Со оглед дека и насловот е банкротот. Се сеќавате на таа изјава? Се сеќавам на таа изјава и најверојатно можеби господинот Пендаровски заклучил дека можеби не требаше тоа да го каже. Внимајте, председател на држава има многу повеќе информации од внатрешни и надворешни извори од што член на влада, дури обичен граѓанин. Тие информации тој треба да ги презентира таму каде што треба, нели има Совет за безбедност, да даде насоки, да даде упатства, а не при ни такви отежните околности, на некој начин кинење на синџири за снабдување, нешто што бака е голем преседан ова што се случува, посебно на геополитички план. Видите, јас ова и го имам кажано
дури пред повеќе од една година на еден друг медиум, на една друга телевизија, јас сум запрепастен за односот на Западот кон една од најголемите земји по територија и по население во светот, тоа е Русија, затоа што 1861 година, господине Томич, Јапонија, која што е остров, беше затворена, таму беше шогунат, нели, Да. и така натаму. Американците испратија воени бродови, тие јапонците ги нарекуваат црни бродови, на адмиралот Пери, кој што нападна Јапонија со цел да ја отворат за трговија. Да ја отворат кон надворешниот свет за трговија. И успеа во тоа. Со воена интервенција. Сега Западот ја затвара и ги кине сите врски, економски, било какви, со најголемата во 21 век. Воедневни санкции и се тоа. Не, знаете, не е добро, внимајте, не е добро за глобалната економија, не е добро, особено не е добро за Европа, и тоа европјаните многу гласно го кажуваат, нели? Малите земји се колатерална штета, страдаат затоа што тоа се одразува на трошоците за живот, поскапа енергија, недостапна и така натаму и така натаму. Така што внимајте, она што кој како сака може да мисли или да подразбира под глобализација, но глобализацијата како процес не беше некоја конспирација на, не знам, некои длабоки држави и слично. Тоа беше ситуација како што светот имаше до пред Првата светска војна, големи, широки можности за размена на луѓе, на стоки, пари меѓу државите, што секому му користеше. Затоа што, внимавајте, секоја размена, ако јас и вие не би разменили нешто ако немаме корист од тоа. Апсолутно. Така. Во политиката нема љубов интерес. Секоја трансакција, секоја размена која што е доброволна, ја зголемува благосостојбата на двете страни, инаку не би дошло до неја. И сега да завршам со мислата. Имаме процес на деглобализација, малите земји, како што е Република Македонија, има уште 50-тина земји во светот на листата на Обединетите нации, кои што се и помали по територија и по население од Република Македонија, значи има надежи за малите земји. Малите земји беа најголеми добитници од тој процес на глобализација, затоа што, внимајте, имате мал пазар и вие зависите од тоа да понудите и да пласирате производи кои што сте ги произвеле со усвојување па на технологиите кои што ви стануваат достапни, кои што ги имаат технички понапредните земји. Сега се случува нешто обратно. Тоа е она што посебно и како економист ме загрижува. Во контекст на сето тоа, да подсетам, беа соговорници и економски аналитичари, политичари, кои велат и подсетува дека во екот на таа блокада и Соединените американски држави, нашите стратешки партнери, си тргува со руска нафта, со руски газ, како и нашата стратешка држава, пријателска, што ја почитувам, Германија, која има огромна комуникација со Русија, исто така купува руска нафта, руски газ и да не ги редам. Но Македонија испадна со ова влада, окторирана или хибридна, како ја пишува Freedom House, веднаш да истрча, бркајче ги дипломатите. Јас магистрирав дипломатија, не сакам сега да го акцентирам, но дипломатијата е највисоката карика во политиката. Мудроста треба да провладува. Овдека немаме мудри политичари, мудри дипломати, имаме партиски послушници кои се најдоа во едно мощно и важно министерство кои паѓаат многу ниско. Како го дефинирате се тоа што навистина клиентелизмот на македонската влада, сега што е окторирана, врз авторитетот на Македонија во иднина, без никаков авторитет? Видите, од тука беше она што го спомнав, нели, дека да се надеваме дека ќе избереме председател кој што ќе може да ги искористи сите можности, сите патишта да ја промовира Република Македонија, да ги објасни низините национални интереси, затоа што колку и да сме мали, нели, во ова борба меѓу слоновите што би ја
нарекол меѓу големите сили, особено тука на нашите простори на Балканот, и ние имаме достоинство, имаме дигнитет, имаме и наши, да речем, интереси кои што треба да ги промовираме, заедно со една посветена влада, може навистина да залечи некои рани од минатото, скорешно минато мислам, ова со разорување на институциите што го спомнавме, и да ја постави Република Македонија на патот во која што ќе ги прегнеме сите расположливи сили да работиме за доброто на граѓаните на Република Македонија. Професоре, ми дадовте заправо лагаме во финалето, 5 минути имаме до финале на емисијата. Дали е време да се заборави националната поставеност на македонскиот граѓанин, да се стави Македонија преди се и над се, и да се интегрира секој во еден корпус, за да се Македонија ослободи од тичинот на киндапирана држава. Да се донесат вистински субјекти кои ќе раководат, менеджират со државата и ја внесат во Европската унија во вистинска смисла со реформи кои од нас се барат. Ве разберам. Видите, ситуацијата на теренот, за среќа, кога велам ситуацијата на теренот, секојдневните односи на граѓаните на Република Македонија без оглед на националност. Апсолутно тоа го нагласувам. Е многу почесна, многу е, како да кажам, потранспарентна од она што се случува како функционирање на актуелната власт. Кога велам, луѓето се по природа, најголемиот број се домакини. Сакаат, нели, да обезбедат екзистенција за своите семејства и не ризикуваат, знаат да препознаат добро од лошо, и за разлика од некои, речам, експоненти на политиката кои што го гледаат само собствениот интерес, знаат дека личниот интерес или поставувањето на личниот интерес не може да се промовира ако на комшијата, на соседот, без разлика на националноста и нему или неизе не е добро, односно не оди во прилог. И кога велам, тоа е причина за оптимизам меѓу бизнесите, бизнисмените, во најголем дел, особено онаму каде што не е инволвирана државата со некој, да речам, криминален тендер, има нормални врски, нормални околности, меѓусебно почитување, она што рековме трансакции, размена, кои што водат кон зголемување на бруто домашниот производ. И јас сум оптимист дека повторно една вистински посветена влада може тој потенцијал неисцрпен да го насочи во вистинска насока. Две флеш прашања. Во времето на ковидот видовме дека опозиционата партија предводена од Хрисан Мисковски и вие во тимот дадовте многу предлози што владата на Зоран Заев ги инкорпорира. Потоа и за кризата во Украина, оно да речеме што Пендаровски е обелодени, а другите сака да прохибират да ашичарат, исто така искористија. Што ве прави? Како ве прави сето тоа? Колку сте задоволни? Добро, видите, за време на ковид кризата, посебно нели она збунетост, страв што постоеше кај граѓаните, кај сите нас. 2020 година е дел од 2021 година, кога буквално се умираше во здравствените институции од последиците од зараза со вирусот SARS-CoV-2. Секој вака релевантен предлог за надминување на некоја кризна ситуација требаше да се земе во вид. И мене ме радува што некои од мерките, некои од предлозите беа акцептирани затоа што тоа е, како да кажем, тоа е нешто природно, тоа не е нешто измислено, апстрактно, тоа е природно. Народот нема да заборави ашичарувањето на цените на вакцините, тоа е таа контрабанда, што навистина остава голема дамка. Видите, секогаш се остава трага, ништо не може да се сокрие. Прашање е во која мера сакате ги расчистите работите. Затоа луѓето ги патат политичарите по делата и злоделата. Ви благодарам многу што бевте гостин во ова издание на Гласот на народот. Ми беше чест и задоволство. И мене, и ве очекувам и натаму во оваа емисија. Еве, дојдовме до финалето на оваа емисија. Професоре, ви држам за збор, ќе ми дојдете повторно за економски
прашања. Во секое време. Да, тоа беше професор доктор Трако Славевски, председател Советот на град Скопје. Се надеваме дека ќе биде во тесниот избор за председателски кандидат. Еве, имаше една анкета од мои прашања, даде искрени одговори. Вам ја оставам за заклучок да донесете ваш суд и ваше мислење, тоа ќе го работи во наредните емисии. Бидете живи и здрави, утре се гледаме со интересна содржина, интересни саговорници. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.